Madame Madeleine, natoč jedan bokal vino od toa Bordoto. Podviknува група од неколку момчиња, седнати намаса во мала тесна коноба во Париз. Преноќиште со провокативно име Le Matin или утро на француски. Вкусните чорби, пансионот и убавата собственичка Мадлен се магнет за младите гости од Балканот, кои често навратуваат во Le Matin при нивниот престој во Париз. А таа им одговори: ќе ви наточам вино, ама ако ја запеете онаа ваша песна, што е и моја, ако ми ја посветите мене. Колку е добра оваа мадам Мадлен. Да не се големи нашите идеали и обврски, би останал за секогаш во овој голем град, што има душа како и нашиот народ. Екнува текстот на песната На алеи, ме анџико Мадлен од црното вино. И ние имаме право да живееме. Вака велеше младиот господин со бујна коса, кој во малиот џеб од палтото уредно имаше ставено бело шамиче, гледајќи ја притоа складната фигура на Мадлен, што се приближуваше кон шанкот со пијалоците. Имаш право, се надоврза црномурестото момче до него, кој имаше патец во косата и мали тенки мустачиња. Овде е навистина добро. Луѓето се слободни и весели, а таму кај нас во Македонија очај и беда и неправди. Се изживуваат турците врз нашите луѓе. Затворите се преполни, а казните ако не се даде рушвет се доживотни. Во нашата метропола, во Солун, во споредба со Париз, како да е запрено времето. Туку, ние таму ја привршуваме работата. Тунелот речи се го ископавме до банката. Со нашите акции ќе ја потресеме Турција и европскиот капитал. Добро име овде во Франција и не сакаа да слушнат за нашите маки и беззаконието што владее. И додека младиот Гемиџија со лутина раскажувал за маките на Македонија и македонците, мадам Мадлен се вратила со бокал вино. Ги послужила, но им рекла дека сега ним им е редот да им испеат омилената песна. Песната што им се допаѓала на меанџиката. Еден од групата извикнал: така е, ние сме деца на нашата земја, што почнале да пеат песната на македонски. И ние имаме право да живееме. Парола ни беше смрт или слобода. Слобода за Македонија. Така рефренот на леј го пееле развлечено. На место меанџике додавале Мадлен, а потоа го забрзувале ритамот кога ја потпевнувале. Слобода немавме, правди ни никакви. Кога баравме, в затвор се најдовме. И така пејќи песната, групата млади македонци побарале да им се придружи мадам Мадлен за последен пат да ја отпеат песната.
Тоа што ќе го изведеме, ќе се слушне во Европа и во Франција. На незиното прашање, зошто за последен пат, и било одговорено дека заминуваат за Македонија, да го извршат нивното дело, да се слушне гласот на поробена Македонија. Тоа и порачале младите македонци на французинката. Таа им одговорила дека нема да го заборави нивното пријателство и со сето срце ќе ги чека повторно да се вратат. Од таа мартовска вечер поминале повеќе од 2 месеци. Мадам Мадлен постојано мислела на нејзините пансионски гости, на македонците и за нивните пораки, дека за делата ќе слушне цела Европа. Читајќи ги секојдневно весниците, Мадлен дознава за атентатите во Солун, за бродот Гвадалкивир, за банката. Кога се фатени 4 од атентаторите, се дознали приказната дека тие не сакале да повредуваат луѓе, туку да го свртат вниманието на состојбата во Македонија. А во душата на Мадлен, како да се вгнезди некое студенило, кога дозна за извршените атентати во Солун. Со денови ги купуваше и читаше весниците. Може ли тоа да се незините пријатели? За да ја дознае вистината и да се оттргне од црните мисли, мадам Мадлен одлучила да му напише писмо на францускиот конзул во Солун и го молела да ја одговори дали се тоа момчињата што таа ги познавала. Ги опишала нивните ликови и имињата што ги знаела. Набрзо добила писмо, кое треперејќи додека го читала, едва изговорила: тие се. Францускиот конзул ја потврдил информацијата. Пред неја се појавија нивните ликови од последната вечер мината со нив. Оддалеку и одзвонуваа нивните гласови и нивната омилена песна. На својот млад помошник едва им одговори да ја наполни чаша од црното бордо. Ја подигна до усните што играа. Момци, пијам во ваша чест и за вашата Македонија. Секогаш ќе ве почитувам и никогаш нема да ве заборавам. Ќе живеете со мене, а јас со спомените за вас. Како да ја слушна песната и незаборавниот рефрен: Налеј, налеј, Мадлен. Црното вино ја распара душата. Се разля голема, тешка тага во градите на Мадлен. Тага за навек. Останала на своето ветување, дека никогаш нема да ги заборави и секогаш ќе ги почитува и сака незините македонци. Умрела пред почетокот на Втората светска војна во 1939 година. Никогаш не се омажила. Гостите ја познавале како дамата што не се насмевнува. Солунските атентати биле серија бомбашки напади во Солун, извршени од 28 април до 1 мај,
1903 godina. Od strana na Gimidžijite, anarhistička revolucionirna grupa. Cilj ta novije napadi bile da se napadne najznačajniji evropski grad v Osmanlinskata imperija, za da se privleče vниманието на големите сили врз македонското прашање. Во изведувањето на солунските атентати учествувале десетмина гемиџи, млади момчиња од Македонија. Mais tout est parti assez passionnément, et juste pour elle, et pour toujours. Est-ce que sa étreinte est plus chaleureuse que la mienne? Ne bara me slava. Dosta ako jeden den ludje to ne razberat. I namesto spomenik neka tamo kade što će zagineme, ni ostavate jeden cvet. Eden cvet? Eden cvet s obojana srca.